Zdravo, jaz sem Ruki Čuki, ovo je moje jutransko kafe so lice v lice. Našата семејство веќе 6 години живееме во Лондон. И морам да кажам дека супер некако се приспособивме и супер се чувствувам овде. Како илустратор и креативец, Лондон е еден неприсушен извор на инспирација. Е огромна џунгла за секој креативец, што е супер. Можеби малку не сме навикнати на таа конкуренција, затоа што е голем град, и не сме навикнати на тоа дека треба време да се направи мрежа на истомисленици и нови пријатели и некако треба да се отпочне нов живот. Мислам дека за 6 години стекнавме многу пријатели. Си направивме еден наш круг на луѓе кои што исто не направат да се чувствуваме супер и се тука во секое време за нас, исто и ние, нели, и може да кажам дека Лондон е нашиот дом. Пред ковидот ние имавме доста кратко време да се видиме сите заедно, нели, во текот на неделата. Затоа што моето работно место беше малце подалеку од дома, на Филип работното место поблиску, училиштето исто блиску до дома, така да кога се собираме сите на куп веќе ќе дојде време за туширање за кревет. После за време на ковидот некако па и ни дојде убаво што сите сме заедно на купи, покрај тоа што сме, нели, учители дома и работници и се сме во едно исто време. Пак некако ни беше фино. Не можам да се пожалам дека многу тешко ние го поминавме фамилиарно тој период дома на локдаун. Јас сум тој тип кој што од 9 до 5 сакам да се посветам максимално и да се исклучам, нели, од сите други настани и да можам да се фокусирам. Моите креативни лични илустрации и слично кои што не се врзани со работно место ги работам најчесто ноќе, додека сите спијат. Тогаш ми е пријатно, тогаш ми е мирно и можам некако да се посветам фино. Инаку сега ќе остане еден голем притиск да видиме како ќе тече се и како ќе се хендла домашните и работните врски од наредната година, од кога Нина ќе почне да оди во градинка. Една од големите разлики кои што ја почувствувавме како семејство сега од кога имаме и бебе дома, нели, е тоа што Англија не нуди државни градинки пред 3 годишна возраст. Во тој случај еден од родителите најчесто останува дома или се бараат други начини, нели, неколку дена во приватна градинка, па неколку дена бебиситер, па, нели, помош од баба и дедо кој има. Така да тој дел беше доста поинаков од она како ние бевме навикнати со Мија. Го знаевме ова ние уште пред да се преселиме во Англија, меѓутоа, нели, од кога се додека не се роди Нина и одеднаш како, нели, тој проблем стана поактуелен. Добро се совпадна моментот што јас отидов на породилно, па веднаш требаше после тоа да бараме нова работа и тој дел на барање на ново работно место супер се совпадна за да останам јас дома и да поминам време со Нина. И од таа страна па Лондон мислам дека нуди ненормално многу активности за родител, негувател и дете. И мислам дека нуди толку многу забава, што мислам дека секој момент и секоја активност што поминавме со Нина во последниве години и неколку месеци, колку што уживаше она, мислам дека уживам и јас исто. Инспирацијата дојде дефинитивно од COVID и од локдаунот. И, нели, локдаунот отвори доста прашања за мене како жена. Седењето дома исто така. Така да, некако ковидот доста беше инспиративен за мене и тој локдаун за да отпочнем еден нов циклус на илустрации.
и се до последниот мој визуелен труднички дневник, како што го нареков јас, кој што е периодот кога бев бремена со Нина. Веднаш по една неуспешна бременост, овој период беше доста важен за мене како креативец. Така да мислам дека добрите картички се буквално еден мој личен визуелен дневник, еве да кажеме, од изминативе неколку години и исклучително многу ме значи. Експериментираме доста со музика и веќе неколку месеци наназад оставам Spotify да ме изненади со некоја смиксана плейлиста специјално по мој вкус. Исто така имаме ритуал со децата од Сабајле, слушаме Hard Radio и утренска програма на радио. Тоа ни е секој утро. Сега од кога Нина малце поголема, можеби и така не се наоѓа толку едноставно време да се изгледа серија, меѓутоа кога беше помало бебенце не беше толку многу захтевна и можеше така да се најде време за филмче или за серија. На масичката до кревет во моментот ми стои книгата на Джей Шети, Think Like a Monk, што ми е подарок од мојата братовчетка во совршено време, мислам дека кога ми требала таа книга да се отвори. Така да таа книга ми е секогаш таму и многу често знам да ја реотварам. Си имам дури одбележано страници што знам дека треба да се препрочитат и е едно од оние книги што никогаш не можеш да ја затвориш и да кажеш готова сум со оваа книга. Скопје бил голем дел од мојата инспирација. Исто така и Лондон, нели? Ме инспирираат промени животни, ме инспирираат моите предизвици како мајка, како сопруга, како жена, нели? Руки учела од колегите од работа. Јас верувам во тоа дека човек учи додека е жив, така да многу голем дел од она што го знам сега е заслуга на колегите од работа, затоа што сум била доста, предпоставам, напорна со прашања. И сето тоа сум го зачинила со некои екстра знаење и подучување од часописи, од книги, од интернет. Решив никако да не правам планови, затоа што ми е страх, пошто многу често не излегуваат по како што треба или не се реализираат. Како и да, имам два проекти кои што стварно сакам да некако да се остварат наредната година. Имам една книга на која што работам веќе подолго време и вистина би ми било исклучително драго ако се испечати и некако се изреализира наредната година. И сакам искрено да го освежам малце мојот вебсайт rukichuki.com. На страна од тоа би сакала малце повеќе да патуваме како семејство, да ги гледаме почесто пријателите, да патуваме и со нив. И најважно од се, некако посакувам добро здравје на сите. Тоа мислам дека е број 1. Последно мора да е лице в лице на поедок со Девид Атенбург, нели? Јас сум Руки Чуки и ви посакувам среќни празници, исполнети со многу љубов, среќа, здравје и хармонија.